Синедрионес, кој што и самиот почекуваше Царството Божјо, се осмели и влезе при Пилата и го помоли за телото Исусово. Пилат се зачуди дека овде ќе умрел и кога го повика стотникот го праша зар дека умрел, па што му знал стотникот. Кажете ми како изгледа една великденска прослава овде во Сиднеј со оглед дека имаме и јадници македонци кои го посетуваат овај и ваквите други храмови? Прославите за Великден се исти, дали тука, дали во Македонија. Единствено временската разлика прави разлика во тоа, во прославите, но генерално како се одвиваат празничните циклуси, како се развива, односно се развиваат страстната седмица, службите, секаде се исти, почнувајќи од Велики понеделник, Велики вторник, Велика среда, Велики четврток, Велики петок, Велика сабота и кулминација Великден. Сите тие последователни служби ќе бидат исти и тука во овој храм, кој е македонски храм во Сиднеј, исто како и храмовите кои се македонски храмови во Македонија. Посетеноста на црквата е добра, бидејќи нашите се уште ги одбележуваат празниците богодолично на како што доликува и можам да кажам дека нема ниту разлика во тоа колку се посетени храмовите тука со тие храмови во Македонија. Прославата можам да кажам дека е потполно иста. Јосиф купи плоштаница, го симна, го оби во плоштаницата и го положи во гроб што беше изглабен во карпа и навали камен на гробната врата. А Марија Магдалина и Марија Јосиева гледа каде го полага. Како христијански православни верници, мислам дека ќе ги интересира сите гледачи кои се основните адети и обичаи. Ние сме сведоци во денешно време на интернет, на социјалната медија гледаме доста правилности и неправилности. Кои се основни адети кога се работи за христијанството во врска со Великден? Великден започнува уште од почетокот на Великденскиот пост. Практично тоа патување кое го започнуваме низ великите пости е патување кое води некаде. Значи, кога влегуваме во автомобил, ние се спремаме и тргнуваме некаде, но дестинацијата е на место каде што очекуваме да стигнеме. Великиот пост започнува, Великиот пост е период на тага, на покаяние, на пост, на исповедање на гревовите, помагање на другите, чинење милосрдие, покажување љубов и преумување. Преумување, односно оставање на лошиот пат, свртување кон доброто. Значи, Великден, или како што рековте, овие обичаите почнуваат уште од Великденскиот пост, преку подготвителните седмици, Великиот пост, патувањето наше, односно искашувањето до кулминацијата Пасха, и тој Великденски пост завршува со Страстната седмица. Страстната седмица почнува, тие денови кои ги спомнавме од Велики понеделник до Велика сабота, се спомен на страданијата Господови. Господ Исус Христос, го следиме неговиот живот и пат до воскресението. Интензивирање на богослуженијата се случуваат на Велики четврток, кога всушност во утрото се извршува Василиева литургија со маслосвет. Тоа е всушност спомен на востанувањето на литургијата. Се прави литургија, а всушност литургијата има роден ден на тој ден. Потоа се прави општ маслосвет
Вечерта се почнуваат со читањето на 12 страдални евангелија, со кои се навестува страдањето на Господ Исус Христос, се изнесува распетието и Христос се раснува со расширени раце. Верните доаѓаат на поклонение, верните доаѓаат сите кон прегратката на Господ Исус Христос. Велики петок утрото се читаат велики царски часови со изнесување на плаштеницата и положување од крстот во гробот на Господ Исус Христос. Петок навечер околу гробот застануваме, односно се прави големото оплакување или како што се нарекува плачот на Пресвета Богородица. Се читаат, односно се испеваат тие 3 статии оплакување на Господ Исус Христос, се прави опело на Господ Исус Христос околу црквата и се положува по гробот. Велика сабота е сабота на мир, трепет, исчекување за воскресението Христово. Тивко се служи литургија во утринските часови, верните се причестуваат и со трепет чекаме на воскресението Христово. Вечерта, во малку пред 12 часот, со изнесување на светја од олтарот, со извикот дојдете, примете светлост вистинска од незалезната светлина и прославете го Христа кој воскресна од мртвите. Се прави опиколка околу црквата и се почнува торжествено со радосниот поздрав Христос воскресе, се објавува Христовото воскресение и се исполнува сето очекување, исчекување кое започна од Великиот пост, од Страстната седмица, трепетната Велика сабота и кулминира сега со воскресението Христово. И Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Кога сме веќе кај нашиот христијански православен поздрав Христос воскресе, дали може да ни кажете колку време датира овој христијански поздрав Христос воскресе, од каде датира и дали е вистина дека ние треба да се поздравуваме со Христос воскресе до Спасов ден? Точно така, значи воскресенскиот поздрав Христос воскресе започнува од самата објава на воскресението Христово и трае се до Спасов ден, кога ние како ученици Христови од Христос воскресе поздравот ќе се префалиме на Христос се вознесе. Ова е ран христијански поздрав, суштост христијаните уште во најрани времиња се поздравувале со овој радосен поздрав. Жените се Јас стално викам, жените се тие први кои го чуле од ангелот. Ја чуле веста дека Христос воскресна. Не биле апостолите биле нон-стоп со Христос, но жените мироносици слушнале дека Христос воскресна. Те истрчале кон учениците им кажале дека Христос воскресна. Ова е радосен поздрав кој е суштина на нашата вера. Воскресението Христово е темел, како што били свети апостол Павле, на нашата вера. Ако Христос не воскреснеше, празна ќе беше нашата проповед. Затоа и нашиот поздрав, уште од најрани години,
Христос воскресе, секогаш бил присутен меѓу христијаните и до ден денес е присутен, иако во последно време тежината на времето, начинот на кој живееме, понекогаш не тера да заборавиме, наместо со таков поздрав ќе се поздравиме со здраво, пријатно, чао и добар ден. In strip of linen with the spices, as the custom of the Jews is to bury. Now in the place he was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb in which no one had yet been laid. So there they laid Jesus because of the Jews' preparation of day, for their tomb was nearby. Нашиот адет, обичај околу обојувањето на јајцата. Мојата покојна баба, како мали деца, ни обојуваше црвени јајца. Во последно време сме сведоци на обојување во различни бои. Која е правилноста околу овие адети и обичаи? Свети Иван Златоуст вика, на Великден искршете, вика, црвени јајца и расфрлете ги лушпите низ градот. Не е еколошки многу ова, но вели, нека видат луѓето дека Христос воскресна. Значи, црвеното јајце е символ на воскресението Христово, без да мудруваме многу, и тоа е така, бидејќи она крв која капела од Христос на камењата, јајцето е символ на воскресението, бидејќи Христос како живот е затворен во гробот, запечатен со камен, како што е јајцето запечатено, а внатре има живот, и исто како што излегува животот од јајцето, така излезе и Христос од гробот и воскресна. Заробеници кои викаат: долготрпени Господи, слава Ти. They gave me more to eat, and when I was thirsty, they gave me vinegar to drink. Денес гледајќите на крстот растнат слове непорочната дева со мајчинска нежност, редејќи од дното на душата, треперејќи во својата болка Ти викаше: тешко мене божествено чедо, тешко мене светлино на светот, зошто ги напушташ очите мои, јагне Божјо? Зато и безплотните воинства од страх беа обземени, говорејќи: недостижен Господи, слава Ти. Today the blameless virgin saw you, O Word of God, hanging on the cross, deeply mourning within herself and bitterly pierced in the heart. She groaned in agony from the depth of her soul. Exhausted by beating on her breast, with hair disheveled, she cried out, wailing, Woe to me, my divine Son, woe to me, light of the world. Why, O Lamb of God, have you faded from my eyes? Wherefore the legions of the heavenly host were seized with trembling, crying out, O incomprehensible Lord, glory to you. But God our King for the ages brought salvation amidst the earth. Гледајќите како висиш на крстот, Христе, Тебе Творецот и Бог, онаа која те роди безсемено Боживо викаше: Сине мој, каде отиде Твојата убавина? Не поднесувам да те гледам неправедно распнуван. Бог застани за да го видам и јас Твоето тридневно од мртвите воскресение. Кога се работи за нашите најмали дечиња, верувам, секој од нас има семејство и знае со малите деца, можеме понекогаш да бидеме попустливи, па често пати малечките дечиња сакат да појадесуваат и во други бои. Црвената е боја која е на воскресението, но ете, заради малите деца понекогаш допуштаме различно обојување во различни бои на великденски јајца, и дај Боже да речем ова да е најголем проблем за нас. Имаме ние поголеми проблеми. Имаме доста христијани кои не знаат дека воопшто има великденски пост, дека воопшто ова е пост на тага, воопшто не знаат дека се спремаме за најважниот момент за воскресението Христово. Не постат, да речеме, не се молат, не се причестуваат.
како христијани, ние не треба да дозволиме да помине година без да се причестиме, не треба да дозволиме да помине Великден без да се причестиме, да се соединиме со Христа. Секоја душа која живее без Христа гладува. Не е важно само да го наситуваме телото, важно е да го храниме и духот, а на духот му е потребен Бог, да се причестуваме, односно да не само да бидеме номинални христијани, туку христијани по дела, не само по зборови. Ке воскреснам, затоа нареди да се причува гробот на третиот ден, за да не отидат учениците негови ноќе и да го украдат, па да му речат на народот, воскресна од мртвите. И последната измама ќе биде полош од првата Пилат им рече, имате стража, одете и направете како што знаете. Тие отидоа и со стража го обезбедија гробот и каменот го запечатија. Слава на Твоето благотрпение, Господи, слава Ти. За крај ќе ви се заблагодарам за ова време кое го одделивте денеска, за оваа прекрасна беседа и за помладите и за сите кои не се добро запознати да ги научат сите овие мали работи кои ни значат многу за нас како христијани. Календарски се уште не сме, уште остануваат неколку дена до Христовото воскресение, сепак ќе речем Христос воскресна и сам новогодишните празниците. Голем поздрав до сите македонци, сите православни христијани кои живеат овде и на секаде, да речем, и во Македонија има православни секаде по светот. Господ Бог да биде милостив со нас, секогаш да ни отвори вратата на нашето срце, да можеме да го пречекаме Христос и Христос да воскресне во секоја христијанска душа и во секое христијанско срце, за да ја почувствуваме таа радост која носи воскресението Христово. Не се опишува нито со збори, нито може на некој да му ја дадете. Таа треба едноставно да сакате, да отворите душата и да ја почувствувате таа христијанска радост. Христос воскресна за многу години. Господ Бог секогаш да не чува според неговата промисла и љубов, онака што ние се надеваме на него. Се здрави и живи.